Министерството за надворешни работи и надворешна трговија информира дека интензивно работи на обезбедување услови за соодветна и безбедна евакуација на македонските државјани од погодените подрачја, вклучително и од Обединетите арапски емирати. Во моментов се разработуваат планови за враќање на македонските државјани од Израел преку Египет со користење комерцијални летови и по потреба владиниот авион. За Обединетите арапски емирати и Катар се разгледува можноста за ангажирање комерцијален или чартер лет во зависност од безбедносните и логистички услови. Во изминатиот период преку дипломатско-конзуларните представништва било асистирано при безбедното извлекување на едно лице од Иран, фудбалер кој преку Турција се вратил во Македонија. Дополнително 6 македонски државјани од Израел веќе обезбедиле авионски летови од Египет кон Скопје, при што Министерството активно асистирало во нивната координација и заминување. Од Министерството посочуваат дека безбедноста на македонските државјани останува највисок приоритет и дека во директна комуникација со пријателските земји и партнери, како и преку дипломатско-конзуларните представништва, се преземаат сите неопходни активности за нивно безбедно и навремено враќање во државата. Председателката на државата Гордана Зилјановска-Давкова денеска го пречека генералниот секретар на НАТО Марк Руте, при што на заедничката пресконференција била истакната важноста на сојузничката солидарност во време на геополитичка неизвестност, војна на европско тло и безбедносни предизвици за Блискиот Исток. Зилјановска-Давкова нагласи дека посетата на Руте представува потврда за заедничката одговорност во рамки на алијансата. Таа информираше дека државата го спроведува планот за инвестиции во одбраната со издвојување на предвидениот процент од бруто домашниот производ до 2035 и дека се исполнети целите за способностите. Исполнет е процентот за инвестиции во одбраната од 2% и од нив 30% се наменети за опрема и модернизација, изјави председателката, додавајќи дека најголема гаранција за мирот и безбедноста на Западен Балкан е целосната политичка интеграција во Европската Унија. Генералниот секретар Руте оцени дека Македонија е вреден сојузник, кој издвојува повеќе од 2% од БДП за одбрана и вложува напори да го достигне ветеното ниво од 5%. Тој истакна дека земјата игра значајна улога во безбедноста на Западен Балкан и дека регионот е од стратешко значење, при што алијансата нема да дозволи појава на безбедносен вакуум. Руте ја пофали поддршката на Македонија за Украина, нагласувајќи дека сите сојузници треба да го зголемат својот придонес во одбраната, со цел поголема безбедност, економски раст и нови работни места. Воедно потсети дека за 4 месеци ќе се одржи самитот на НАТО во Анкара, каде сојузниците треба да покажат засилена посветеност кон одбраната и поддршката за Украина. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини информира дека со посебно внимание ја следи актуелната енергетска состојба, особено во контекст на случувањата на нафтените пазари и можните геополитички ризици поврзани со кризата на Блискиот Исток. Од Министерството посочуваа дека Агенцијата за задолжителни нафтени резерви МАКОРА континуирано ги следи и одржува државните резерви на нафта и нафтени деривати во согласност со европската регулатива, односно со директивата која пропишува минимално ниво на покриеност според просечната потрошувачка или увоз. Државните резерви се користат исклучиво со одлука на владата во случај на прогласување енергетска криза или сериозно нарушување на снабдувањето, а не во редовни пазарни услови. Во моментов увозот на нафтени деривати е целосно либерализиран, се одвива непречено. Како превентивна мерка, државата располага со следните резерви: 138.877.053 литри евродизел, 32.098.680 литри евро супер БС 95, 10.772.342 литри екстра лесно масло за домаќинство. Нафтените резерви се складирани кај овластени компании, меѓу кои Окта, рафинерија на нафта, МАК Петроладе Скопје, Лукоил Македонија Дуел и Супертрейд Дуел. Дополнителен сигурносен механизам представува
продуктоводот Солун Скопје кој возможува алтернативен доток на нафта и нафтени деривати и ја намалува зависноста од други транспортни правци. Од Министерството нагласуваат дека преку стратешки резерви, диверзификација на снабдувачите и постојан мониторинг се гарантира стабилноста на пазарот и сигурноста на граѓаните и стопанството. Иранските беспилотни летала ја погоди американската амбасада во Ријад, додека Техеран продолжува да испраќа бранови од мазнички напади врз заливот и Израел. Истовремено израелските војници започнаа операции во Јужен Либан на 4-тиот ден од регионалниот конфликт. Нападот врз американската амбасада предизвика мал пожар и дипломатска мисија побара од персоналот да се дистанцира од комплексот. Претходно сличен напад бил извршен врз американската амбасада во Кувајт. Проиранската група Хезболах лансираше 2 ракетни салва насочени кон северен Израел, што предизвика израелски воздушни и копнени операции. Израелските власти издадоа наредби за евакуација на селата во Јужен Либан, празнејќи го подрачјето јужно од реката Литани, додека јужните предградија на Бејрут практично се претворија во градови и духови. Израел потврди дека наредил на израелските војници да се држат и да напредуваат во Јужен Либан, што е прво официјално признавање дека операцијата против Хезболах ќе вклучува и копнени сили. Нетањаху изјави дека војната против Иран може да потрае некое време иако нема да биде бесконечна, додека Доналд Трамп истакна дека конфликтот може да трае многу подолго од првично предвидениот период. Американските власти размислуваат за можно присуство на копнени сили во Иран, иако географските и теренските услови представуваат сериозна пречка. Марко Рубио посочи дека најтешките удари допрва доаѓаат, образложи дека американската интервенција била превентивна со цел да се намалат жртвите од евентуални напади врз американските сили како што изведе Израел. Рускиот председател Владимир Путин ќе им ја пренесе на иранските лидери загриженоста на арапските лидери во врска со нападите на Техеран врз нафтената инфраструктура во регионот, соопшти денеска Крем, додека конфликтот во Иран продолжува да ескалира. Рускиот председател вчера одржа серија телефонски разговори со 4 лидери на арапските земји од заливот, нудејќи им да ги искористи врските на Москва со Техеран со кој има стратешко партнерство во обид да ги смири тензиите во регионот. Путин сигурно ќе вложи максимални напори да придонесе за барем мало ублажување на тензиите, изјави денеска портпаролот на Крем Дмитрий Песков. Вчерашните разговори со речиси сите соговорници се фокусираат на тоа председателот Путин да им ја пренесе на своите колеги во Иран својата длабока загриженост во врска со нападите врз нафтената инфраструктура, користејќи го диалогот што го одржуваме со иранското раководство, додаде тој. Путин изрази сочувство до семејството на врховниот лидер на Иран Ајатолахот Али Хамнеи во нота до председателот Пезешкијан за време на викендот. Крем не објави информации за какви било понатамошни контакти со високото раководство на Иран. Рускиот председател дури не разговараше со американскиот председател Трамп, а Песков рече дека во моментов нема планови за таков разговор.